Ова се централните вести на Канал 5. На почеток насловите. Побарам притвор за 7 полициски службеници од Штип и Кочани. Дале согласност за дискотеката, иако не ги исполнувала условите. За трагедијата во Кочани досега уапсени 26 лица. Но ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува. Кочани се подготвува за последното збогум на своите трагично загинати сограѓани. Ова не е играчка. Наубавите деца, најмладите деца ни го нема. И Господи помогни на сите што се борат за својот живот. Мицкоски денеска се потпиша во книгата на жалост. Последните 5 пациенти одат на лекување во Шведска. Состојбата на повредените релативно стабилна. Добрата вест што сакаме прво да ја соопштиме дека поминаа 72 часа и нема ни еден починат. И дискотеки со лиценца не исполнувале услови. Затворени 3, 9 се проверуваат. Сите буквално до еден ќе бидат проверени. Откако ја закопавме Вања, Палевски ладнокрвно запали цигара. Шокантно сведоштво на Велибор Манев на денешното рочиште. И прво обвинетиот Палевски поставуваше прашања. Седум полициски службеници од СВР Штип и полициска станица Кочани се осомничени за тешки дела против општата сигурност и за нив обвинителството бара притвор. Со нивна согласност, дискотеката во Кочани, иако не ги исполнувала условите, се стекнала со лиценца. Со нивното приведување, бројот на уапсените за трагедијата во Кочани досега е 26 лица. Но списокот не е затворен, вели министерот Тошковски. Повеќе детали од Михајло Видимлиски. 7 полициски службеници од Кочани и Штип се уапсени во врска со пожарот во импровизираната дискотека во Кочани. Осомничени се за тешки дела против општата сигурност, како со извршители, изготвиле, подпишале и одобриле позитивна согласност, со што овозможиле дискотеката Пулс во Кочани да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. Осомничените сите заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, возможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови, при што на 16 март 2025 во објектот настанал пожар во кој починале 59, а 196 се здобиле со тешки телесни повреди. Велат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Според министерот за внатрешни Панче Тошковски, 4 инспектори и началници од Штип констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Без проверки го одобриле и подпишале известувањето до Министерството за економија. Началникот и заменикот командирот од полициската станица во Кочани ја подпишале телеграмата околу согласноста за кабарето, иако во близина на него имало пријавени нарушувања на јавен ред и мир и пријавени кривични дела. Со последните приведувања се зголеми бројот на лицата кои се поврзуваат со трагедијата во Кочани. 19 со лицето од економија и 7 началници и останати полициски службеници од МВР, тоа ќе бидат вкупно 26. Но ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува, поврзана со кривично-правниот настан. Огромен број на луѓе е вклучен како од обвинителството за организиран криминал, така и од севкупното обвинителство и од скоро сите поврзани истражни тимови во рамки на Министерството за внатрешни работи. Одделот за организиран криминал, крим полиција и така натаму и така натаму. Списокот нема да биде затворен тука. На останатите кои досега беа приведени им беше определен 48-часовен притвор. Оваа мерка се продолжува на барање на обвинителството пред формалното отворање на истрагата. Најголем дел од нив се приведени под сомнеж за сторено кривично дело тешки дела против општата сигурност. Меѓу досега обезбедените и екс-министерот за економија Крешник Бектеши. Штом ќе биде поднесена кривична пријава од страна на Министерството, јавноста ќе биде запознаена за кое конкретно кривично дело се
гони ако биде поднесена нели таква кривична пријава и лицето за кое што го поставите прашањето. Лично мене ако ме прашате, согласно на кое што јас можев да го увидам од досега собраните докази кои што како информација се споделени со мене, сметам дека ќе биде истото кривично дело како и за сите останати. Осомничените началници и командири од Штип и Кочани се спроведени во Скопскиот кривичен суд, а обвинителството бара да им се определи притвор. Кочани се подготвува за последното збогум на своите сограѓани кои животот го загубија во незапаметената трагедија во дискотеката во неделата. Синоќа во повеќе градови, како и во Кочани, се одржаа мирни протести. Граѓаните денеска палат цвеќе оддавајќи им почит на настраданите. Попладнево се одржува и литургија во Кочани. Елизавета Дамјановска-Спасеновска ја имаме во живо во вестите, па да чуеме Бети дали литургијата се уште трае или заврши во меѓувреме. Борче литургијата се уште трае, односно станува збор за молебен. Денеска е трет ден откако се случува овој молебен, а во моментов се одржува за здравје на повредените. Веднаш потоа ќе голем број свештеници, меѓутоа и присутни овде жители на градот Кочани ќе се молат и за покој на душите на веќе загинатите. Инаку би можела да кажам дека овде е навистина мирно. Голем број верници доаѓаат, влегуваат во црквата, некои остануваат, некои се заминуваат. Она што исто така би кажала е дека последните минути ќе пренесам дел од зборовите на граѓаните кои што ги сретнавме денеска, со кои што поразговаравме и кои што разбирливо не сакаат да се снимаат. Велеа дека малото градче Кочани, инаку мирно, познато по својата смиреност, одсега ќе биде уште помирно, ама многу тажно. Нешто што досега не било карактеристично за ова мало градче на истокот во Македонија. Овде, велат граѓаните, секој има некој кој што веќе нема. Овде скоро секој, барем се познава со дел од настраданите. Има и такви кои што денеска на вистина беа и трет ден од несреќата многу потресени. Ги забележавме како се уште палат свеќи за покој на душите на загинатите. На една навистина голема маса наредени слики на фотографии на сите загинати. Се пишуваа и последни проштални зборови во двете книги. На жалост, граѓаните со последна, има даваа последна почит на, како што кажав прирано, но и трагично загинатите. А веќе сите знаеме, станува збор за млади луѓе, на фотографиите толку млади и можам да кажам убави. Меѓутоа, за жал, згасна нивниот живот, а она што ќе остане да се памети е трагедијата која што им присуди. Дел од граѓаните, сепак кои што застанаа да зборнат барем збор-два пред нашата камера, велат дека ова ќе остане запаметено и за секогаш врежано во нивните сеќавања. Еве што кажа. Како не знам, керката, другарки сите, што ги гледат таму. То се се другарки не. Заедно в школа учеа, знаеш, другарки и денеска се ги познавам. Познавав повеќе. Од тие млади луѓе, зет од прв братовчет, за керка, 10 од комши. Овој што е бил за поставување на бината комши. Од кумове, деца, нека почиват во мир, нека и даде трпение и Господи помогне на сите што се борат за својот живот, трпение на родителите. Болката нема да мине. Многу е голема. Болката е тагата, многу голема. Многу тешко, сине е многу тешко. Јаке на тие мајки како ќе живеат, како ќе прокарат. Това не е играчка. Најубавите деца, најмладите деца ни го нема. Што да чиниме? Од работа организирано дојдеме сите. Од Виница. А вие сте од Виница? Да. И од Виница има исто
исто. Бети спомена дека граѓаните се потпишуваат во книгата на жалост. Денеска се потпише и премиерот Мицкоски, кој беше во посета на Кочани, па да чуеме што напише. Така е, Бурче, меѓу сите останати кои што овие денови се потпишуваат во книгата на жалост, се најде и потписот на премиерот Христијан Мицкоски. Тој напиша: денес во тишина со солзи и со почит се поклонуваме пред жртвите и нивните семејства. Вечна им слава, нека почиваат во мир. Ова е кратката порака за збогум и нешто со што и самиот тој денеска изрази почит и сочувство за загинатите. Бети, на крај уште за погребите, освен во Кочани, погреби ќе има во Скопје и во неколку други градови. Така е, Бурче, погребите се, како што знае и целата јавност, тоа беше веќе и кажано, закажани за утре. Инаку 31 од загинатите ќе бидат погребани овде во Кочани, 28 во Штип, ќе има погреби и во Скопје, во Виница, Облишево, Македонска Каменица и Куманово. Инаку во Кочани погребите ќе бидат закажани се веќе за во 12 часот, во Штип за во 11, а во Облишево во 13 часот. Инаку во Скопје пејачот од дуото ДНК Андреј ќе биде погребан во 10 часот на градските гробишта во Бутел и во 12 часот ќе биде погребана пејачката Сара Пројковска. Овие се информациите кои што би можела за сега да ги споделам од тука, како што веќе и самите забележавте. Дворот во црквата Свети Ѓорѓија, каде што се наоѓаме ние, веќе се наполни со верници кои што тивко доаѓаат, поминуваат, си заминуваат, се слуша само од време на време по некој гласен плач, се гледаат прегратки за утеха, тешки гласни воздишки. Ова би било се што би имала да ви принесам со слика и тон од Кочани за сега. Бети, ти благодарам. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги подсетува медиумите при информирањето за погребите на жртвите во трагичниот пожар во Кочани да се придржуваат до највисоките професионални и етички стандарди. Известувањето треба да биде без сензационализам, задолжително треба да се почитува личната болка и жалоста на семејствата, роднините и најблиските на загинатите и да се води сметка да не се придонесува за дополнително зголемување на вознемиреноста. Во оваа насока се и барањата од жителите на Кочани, кои вчера се обратија директно до агенцијата, како и преку социјалните мрежи, со апел медиумските работници да се држат настрана за време на погребите и да не снимаат со дронови, стои во соопштението одавну, во кој оценуваат дека генерално деновиве медиумите покажале висок степен на професионалност. МВР вчера вечер ги информираше граѓаните и сите корисници на дронови дека од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство е поставена забрана за вршење какви било операции со дронови на територијата на Кочани и Штип. Неовластеното, некоординирано оперирање на овие воздухоплови не само што го загрозува воздушниот сообраќај, туку може да предизвика и сериозни последици по животот и имотот на трети лица на земја. Оперирање со воздухоплови без екипаж во забранети зони е основ за поведување постапка за санкционирање согласно Законот за воздухопловство, беше наведено во соопштението. По поминати 72 часа, добрата вест е што нема ниту еден починат од лицата кои ја преживеа трагедијата во Кочани, изјави министерот за здравство Таравари. Денеска ќе биде реализиран и последниот трансфер од 5 повредени пациенти во Шведска. Јордан Цветановски. Во изминатите 72 часа состојбата на хоспитализираните пациенти се стабилизира, соопшти министерот за здравство Арбен Таравари. Тој кажа дека во домашните и странски клиники се лекуваат вкупно 178 пациенти, а денеска заминуваат последните 5 на медицински третман во Шведска. Добрата вест што сакаме прво да ја соопштиме дека поминаа 72 часа и нема ни еден починат од тие што ја преживеа трагедијата во Кочани.
Јас се надевам сите пациенти да закрепнат и полека од идните пресконференции да зборуваме само колку пациенти денеска си одат дома. Состојбата се подобрува и кај пациентите кои се хоспитализирани на клиниката за пулмологија и во градската општа болница 8 септември. Нивната состојба е стабилна, така да се очекува во најскоро време да бидат отпуштени. Воглавном настануваат изгореници на слузокожата од горните дишни патишта, најчесто зафатени се устата, ждрелото, ларингсот, дишникот, па се до бронхиите. Состојбата на пациентите во однос на виталните параметри е стабилна. Во однос на она каков тип на операции се изведуваат, станува збор за отстранување на она изумрено некротично ткиво оштетено од изгорениците и давање простор тие повреди, односно тие рани полека да почнат да зацелуваат. Во меѓувреме, бројни реакции следуваа по посетата на српскиот претседател Вучич на повредените пациенти. Министерот Таравари, одговарајќи за ваквиот вид посети, апелираше да не се злоупотребуваат лицата на пациентите. Тој тврди дека при заедничката посета со премиерот Мицкоски на хоспитализираните се придржувале на сите протоколи. И премиерот, и јас како министер за здравство имаме обврска да одиме да ги видиме пациентите, тие кои што се полесни. Тие кои што се полесни, за тие што се со опекотини прв степен, не ни треба друго ништо освен маска. А тие што се во интензивна нега, таму има правила. И кај нас, и во странство, и да сакаме ние, не можеме да влеземе без да бидеме облечени како што треба. Инаку во моментов на лекување во Србија се 30 пациенти, Бугарија 15, во Грција 12, во Турција 9, во Унгарија и Австрија по 6, во Хрватска 5, во Словенија, Литванија, Белгија и Италија по 4 и во Полска 2 пациенти. По вчерашните контроли затворени се 3 дискотеки кои имале лиценца, но не ги исполнувале техничките услови за да можат да работат. Се прават контроли кај уште 9 дискотеки кои што имаат добиено лиценца. Јана Јосиповска со детали. Државниот пазарен инспекторат затворил 3 дискотеки кои имале важечки лиценци, но се утврдило дека не исполнуваат ниту минимум технички услови за да можат да работат. Во моментов се прават контроли во уште 9 дискотеки кои имаат активни лиценци, соопшти владината портпаролка Марија Митева. На терен секојдневно контролите ги вршат по десетина тимови, составени од повеќе надлежни институции, во кои учествуваат ДПИ, МВР, финансова полиција, трудови инспектори и од УЈП, а за сите што ќе бидат утврдени нерегуларности, до Министерството за економија ќе биде испратено барање за одземање на лиценцата, забрана за вршење на дејност и сите казнени одредби кои се возможни согласно закон. За сега не се соопштуваат имињата на 3 затворени објекти и од кои градови се. Од вчера направената контрола на 12 објекти со активна важачка лиценца, до овој момент е утврдено дека 3 од нив не исполнуваат услови, односно минимум технички услови, а сепак имаат активна лиценца за вршење на дејност. За останатите 9 ви информирам дека се уште е во тек проверката на документацијата и во текот на денот ќе излеземе со дополнителни информации. Во рамки на засилените контроли во ноќните клубови и кабареа, од МВР соопштија дека е приведен 58 годишен собственик на кабаре од Куманова, кој го затекнале како од неговото паркирано возило пред објектот изнесува противпожарни апарати и ги внесува во клубот. Веднаш потоа полициските службеници од Куманова извршиле контрола во објектот и пронашле и одзеле пиротехнички средства. На социјалните мрежи има сведоштва дека газди на објекти ширум државата овие денови се обидуваат да се прилагодат на потребните услови, но од владата уверуваат дека по сите информации се постапува. Сите ќе бидат проверени, дури и оние кои што немале лиценца вршеле работа и оние кои што имале ја вршеле. Сите буквално до еден ќе бидат проверени согласно законите и согласно она што е минимум технички услови кои што мора да ги исполнуваат согласно закон за да работат. Во меѓувреме, владината портпаролка соопшти дека 119 лица од семејствата на повредените се безбедно транспортирани и сместени во странство. Надлежните ќе бидат во постојан контакт со сите семејства на повредените, на кои ќе им биде обезбеден транспорт и соодветно сместување во близина на болниците каде што се сместени нивните најблиски, изјави Митева. Со 16-минутен молк, синоќа на плоштадот во Скопје им беше оддадена почит на жртвите од пожарот во дискотеката во Кочани, но исто така собери се одржа и во Кочани и во уште неколку други градови.
Пораката која што денеска ја испраќаат граѓаните е стоп за системските пропусти и за корупцијата. Маја Стојановска. На Скопскиот плоштад Македонија и денеска се палат свеќи во знак на оддавање почит на 59 жртви од трагедијата во Кочани. Темелни системски промени, стоп за корупцијата и одговорност за никогаш повеќе да не ни се случи ова, повторно побараа граѓаните пред нашата камера. Дел од нив велат дека се задоволни од досегашното постапување на институциите, но сметаат дека може да се направи многу повеќе. Па почетокот задоволува граѓаните, гледаат дека владата се труди и на полето на корумпираните личности и на поле на обезбедување на семејствата. Поголема одговорност и поголема еднаквост, не према некој мајка, према некој мајке. Јас се осеќам морално одговорна што 30 години сум допринесол можда за да бидат вакви луѓе на власт. Сега за сега јас колку што гледам, јас сум задоволна и дури сум одушевена од господинот Тошковски. Мислам како пристапува, али барам уште повеќе од тоа. А вчера на Скопскиот плоштад на мирниот собир, меѓу неколкуте илјадници луѓе владееше тишината. Со 16-минутен молкит звездено небо, присутните изразија заедништво и сочувство. Се надевам дека ќе почни да се има промени. Ајде фаќаме врски, вашиве врски еве до каде не донесоа нас. Ајде да направиме малце да менталитетот во нашата земја да биде ако пробам да фатам врски, страх ми е да не ме фатат. Тажната тишина беше присутна и на градскиот плоштад во Кочани. Кон небото беа пуштени десетици црни балони. Сочувство со мирни собири се изразуваше на плоштадите и низ улиците низ речиси цела Македонија, а со неколку минутен молк и поворки во знак на почит за жртвите оддадоа и студентите и учениците. Стварно треба секој да се стави прст на чело и да размисли што работи и за кого работи. Ама најкриви сме сите ние, народот. На сите тоа не се случи. Голема трагедија до сега се случила, мислам дека тука во Македонија. Никој не се наделал на такво нешто. Дојавме да запалиме свеќе за нашите врсници. Никогаш да не се повтори ова голема трагедија, мир да си најдат и сочувство до семејствата. Освен земјава, тагува и регионот. Собири за почит за загинатите вчера имаше низ повеќе градови во Србија. Туга и несреќа и код нас, код них још, да кажем, веќе, мада се не може мерити бројкама. И ето, тоа е тоа. Жал ми е, јако ми е жал. И у Босни, и у Србiji, i u Makedoniji su se desile nezapamćene tragedije, sve zbog korupcije. Svi smo mi ljudi i svi smo jedan narod. Сочувство за трагедијата во Кочани стига од многу нашинци во диаспората, а мирен собир од македонската заедница беше организиран и во Малта. За денеска не се најавени организирани собири низ државата, а претходно студентското собрание соопштија дека се откажуваат планираните активности. Вест која само што пристигна, кривичниот суд им определил веќе 30-дневен притвор на 7 на полициски службеници кои што беа опфатени во постапка денеска како осомничени за издавањето на нелегалната лиценца, односно потпишување на незаконски документи. Ден по трагичниот настан, откако неуборно копната вечер ги превезувал повредените во пожарот во Кочани, почина возачот на итната помош Иле Гоцевски. За неговата пожртвуваност, истовремено и за нивната, сведочат неговите колеги. Сандра Спасовска. Стотици извозени километри и безброј релации Кочани-Скопје. Кобниот 16 март ги открии хероите кои повеќе од 30 часа безпоштедно се бореа за секој живот. Тимовите
на итната медицинска помош. Не знаевме кога сме во Скопје, а кога во Кочани. Гледавме само ротации, слушавме сирени и возевме. Раскажуваат дел од возачите на брзата помош во Кочани за Канал 5. Со солзи во очите велат, голем број од повредените биле деца на нивни пријатели, познаници, суседи. Не сакаа јавно да зборуваат пред камерите, но велат со голема тага ја примиле и веста дека ден по трагичниот настан починал и нивниот колега Иле Гоцевски. 41 годишниот возач, според сведоштвото, работел без престан 32 часа пред да ја загуби битката со уморот и траумите. Велат најпосле замина дома да одмори, заспа и не се разбуди. На кочанскиот херој, роднините и пријателите вчера му кажаа последно збогум. Не знам колку пати заминав до Скопје. Не знае во кој момент сум во Скопје, кога во Кочани. Гледав само ротации и возевме. Носевме деца на мои соседи, пријатели. Гледавме сите да ги спасиме. Сите возачи на брзата помош имаа притисок 200 и примивме терапија. Илче тогаш замина. Никој не беше свесен дека тоа ќе се случи. Следниот ден кога го видов комбето, не можев да поверувам што се случувало претходната ноќ. Брзата помош од сите градови без пауза ги транспортирала повредените. Меѓу нив се и Стефан Бурназов и Владко Донев од Штипската медицинска помош, кои велат пеколната ноќ заедно возеле со Гоцевски. Бурназов вели не памети колку деца на раце однел од возилото до болничката постела. Не сме бројале колку пати сме били за Скопје и за Кочани, едноставно битното беше да се спасат луѓето и децата кои во тој миг твојот живот го ставаш пред се. Не размислуваш, не си ти во прв план. Трагедија за која нема зборови, мислам, во оваа работа со која сме соочени долго време. Од самото место до болницата во Кочани, за Скопје, за Штип. Гледката на родителите кои бараа кривица во сите. Гледката беше страшна, 3:20. Го добиме први повик, там време 20 до 4. Страшно, не може да се опише. Немаш време да размислиш за теб. Да мислиш дали си. Велат признание за нивната работа добили од министерот за здравство Арбен Таравари, кој велат им признал дека работата на возачите неретко е потцената и во сенка на медицинскиот персонал. Колегите од итната медицинска помош, но и голем број граѓани на социјалните мрежи бараат хероите како Гоцевски да добијат биста во срцето на Кочани како признание за пожртвуваноста и посветеноста кон професијата. Министерот за здравство го разреши директорот на Кумановската болница, откако почина млад кумановец поради пропусти во лекувањето. Огромен е бројот на граѓаните и фирмите кои што донираат на сметката на Црвениот крст за настраданите во Кочани. До сега се собрани речиси 30 милиони денари, а освен од земјава, финансиска помош пристигнува и од странство. Генералниот секретар Саид Саити за Канал 5 вели дека гарантира оти секој денар ќе биде за овие семејства. Кои се најголемите донатори? Ги има повеќе, не би сакал да извојам некого, значи од сумата што ви ја кажав, еден дел припаѓа на телефонските повици, околу 8 милиони денари се должи на активноста на граѓаните и донирањето нивно преку телефонските броеви. После тоа имаме на жиро сметка многу предпријатија, фирми, физички лица донираат средства, некаде околу 8 милиони и 1,5 милион денари сега за сега се од странство. Црвениот крст се што собира, значи комплетно е наменето за фамилиите, така да никакви задршки, никакви трошоци не се покриват никаде, него едноставно до денар кој влегува на сметката на Црвен крст оди за луѓето кои настрадале. Шокантни тврдења беа изнесени на денешното рочиште за убиствата на Вања и Панче. Обвинетиот Манев се соочи со прашања и од Палевски. Деталите од Дејан Трајковски.
Заслепен следбеник на Палчо, како што го нарече обвинетиот Велибор Манев, ги уништил пиштолот и моторолите со кои комуницирале при убиството на Вања Ѓорчевска. Денешното сведочење на Велибор Манев откри дека во приказната постоело уште едно лице. Манев, кој одговараше на прашањата на адвокатите и на прво осомничениот Лупчо Палевски, кажа дека лицето не учествувало ниту во планирање, ниту во самите убиства, туку дека по целата случка му била дадена само насока да го земе и уништи плавиот ранец, каде што биле овие докази. Манев воено откри и на кој начин се ослободиле од алатот со кој се копала дупката во местноста Бразди. Одма после закупувањето на Вања и пред да ги ставиме алатите во возилото, ги чистеше од рачка до метал со ВД-40 за да ги прикрие трагите. Лопатата со која закопавме Вања ја фрливме во дол на патот кон Глуво, кога одевме да ја запалиме колата на Панче Жежовски. Откако завршивме со закупувањето на Вања, Лупчо Палевски се запали ладнокрвна цигара. Тогаш го отвори телефонот и виде джева на интернет дека веќе се бара Вања. Палевски го праша Манев и зошто дал два различни искази и како точно знае дека на Панче Жежовски му било пукано во главата. Од каде знам дека е пукано во главата? Знам, затоа што иако е покриена со церада, главата му беше поставена кон отворот на земуницата. Јас бев наведнат да му ги одврзам рацете, па во таа положба знам каде му е главата. Во тој момент прииде и испука во главата. Пукано од левата страна, значи во левата слепоочница. Оттаму знам каде точно е застрелен. Плюс и јавното обвинителство даде докази. Адвокатот на Палевски пак Јовица Страшевски тврдењата на Манев порочиштето ги нарече невистините. Лаже Велибор Манев заради тоа што му постави прашање да го открие кој е човекот кој го крие, ако имал доблест да каже да ги издае своите другари со кои бил заедно и нив да ги заглави, пошто тие се фамилиарни луѓе, а крие некој што би скрил најголемиот чин на убиството, тоа стварно невозможно е да го прави некој човек осем да лаже. Јас би побарал еви јавно обвинителството, ако треба и да ја запре постапката и да го најде човекот, да расчистиме еднаш кој е виновен со кој пиштол е пукано. Манев воедно објаснуваше дека личноста што требало да биде киднапирана била со слична висина и градба како Вања, па додека не отвориле вреќата на местото на убиството, не знаеле дека киднапирале некој друг. По ова, таткото на Вања Александар Ѓорчевски го праша Манев што се случи, зошто тогаш ми губивте детето, на што Манев му одговори дека на тоа прашање може да му одговори само Палевски. Адвокатот на таткото на Вања посочи дека исказите на Манев во потполност докажуваат дека Александар Ѓорчевски нема никаква вмешаност во овој криминален настан. Јас како бранител сум задоволен од исказот на Велибор Манев, бидејќи тој го кажа токму она што е теза на одбраната, дека Александар нема апсолутно никаква врска со овој криминален чин и криминален настан, и големо е знак прашање како и на кој начин е дојдено до тоа да целосно се дефокусира истрагата и да се насочи кон човек кој апсолутно нема никаква врска. Инаку Манев и на следното рочиште ќе продолжи со давање на исказ, но на прашањата на судијата Ивица Стефановски, а потоа на ред за распит е обвинетиот Боре Видевски. Судењето продолжува на 24 март во понеделник. Министерот за здравство Арбен Таравари експресно го разрешил директорот на болницата во Куманово Стефан Трајановски. Откако пред 2 дена почина млад кумановец поради алергиска реакција по примена инфузија. Таравари веста ја објави преку медиумите и најави дека документацијата ќе биде испратена и во обвинителството. Да изразам сочувство до семејството на починатиот 32 годишен Ведат Адеми. Пред да дојдам тука, да изразам сочувство, го прочитав извештајот што беше подготвен од Државниот републички санитарен инспекторат и во него може да се констатира многу лесно дека веќе има предуслови, да речам, за да се разреши директорот на Општата болница во Куманово, и пред да излезам од Министерство, веќе директорот е разрешен од таа позиција. Тука завршуваме со централните вести.